Добар ден, почитувани, добре дојдовте во уште една нова телма амбуланта која ја реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Болестите на срцето се водечка причина за смртност во земјите во развој. Загрижува фактот што бројот на заболени постојано расте од година во година. Кардиолошките болести може да бидат смртоносни, но исто така би можеле да се превенираат, односно да се спречат кај повеќето луѓе. Раното усвојување на здравите животни навики може да овозможат што подолго време да живеете со здраво срце. За кардиолошките болести, диагностиката и начинот на лекување денеска зборуваме со доктор Енвер Идовски, специјалист интерни, субспецијалист кардиолог во Жан Митрев клиник. Докторе, добре дојдовте во телма амбуланта. Добар ден, благодарам за поканата. Драго ми е што ќе учествувам во вашата емисија. Надевам дека ќе сме од помош за гледачите. Докторе, една од најчестите причини за смртност во општата популација е исхемиската болест на срце. Што е тоа исхемија? Исхемичната болест на срцето представува една од најчестите причини за жал за смртност во светот. На прво место е од самите факти зборуваат дека од 5 починати мажи, еден е починат како резултат на инфаркт на миокардот, од 6 починати жени е како резултат на миокарден инфаркт. Исхемичната болест на срцето представува стеснување на крвните садови кои што го хранат срцето. Колку повеќе се стеснети тие крвни садови, толку поизразени би биле симптомите, соодветно кога ќе настане оклузија, тоест комплетно зачепување на крвниот сад кој што храни одделен дел од срцето, се добива инфаркт на миокардот. Во суштина тоа е исхемијата, недостигот на кислород до мускулот на срцето. Го споменавте полот како еден од клучните ризик фактори. Зошто мажите се поизложени на овој проблем во споредба со жените? Жените, додека им трае менструалниот циклус, додека си имаат менопаузата, се заштитени од естрогените и тој факт им овозможува да бидат заштитени. А после менопаузата ризикот од кардиоваскуларни заболувања се изедначува како кај мажите, така и кај жените, значи, но до менопаузата жените се заштитени. Така. Заради тоа е таа разлика која што понатака се изедначува. Значи, естрогенот влијае врз крвните садови на некаков начин, а што е, докторе, со возраста? Точно ли е дека по 45-та година се зголемува ризикот за болести на срцето? Да, така е. За жал сега се наблюдува една тенденција на намалување. Се помлади пациенти веќе гледаме со исхемична болест на срцето, но фактот е дека со напредување на возраста ризикот се зголемува. Тоа е заради периодот кој што е потребен за образување на атеросклеротичните плаки, соодветно и влијанието подолго време на ризик факторите кои што се за развој на коронарната артериска болест. Ја споменавте атеросклерозата, дали тоа значи дека многу е важно да го контролираме нивото на мастите во крвта, како што се триглицеридите и останатите оние фактори кои што се важни? Да, за развојот на атеросклерозата, тоа е исхемичната болест, постојат неколку ризик фактори. И тоа имаме некои кои што се модифицирачки ризик фактори на кои што ние може и треба да влијаеме и како за да превенираме таа болест, да не се развие, или ако се развие да не биде баш со катастрофални последици. Тука се на прво место на шеќерната болест, диабетот кој што треба да се третира адекватно. Потоа е хиперлипидемијата, соодветно зголеменото ниво на холестерол и триглицериди, зголемениот крвен притисок и пушењето од цигари. На сите овие ризик фактори ние може да влијаеме, на тие што не можеме, тоа се полот, веќе разговаравме за полот и генетската предиспозиција, каде што не можеме баш да направиме ништо. Така, бидејќи некои живеат многу здрав живот,
и ќе добијат исхемична болест, други имат и покачено ниво на холестерол, се хранат нездраво, пушат цигари, а немаат никакви проблеми со срцето. Значи генетиката, односно генетската предиспозиција е исто така важен ризик фактор. А докторе, што е со речењето при испиењето? Некои тоа го прават многу гласно, дури го губат здивот во време на сонот. Дали таа ноќна апнеа може да го оштети срцето и да доведе до исхемиска болест? Да, секако дека страда срцето, страдаат сите органи при слип апнеата, но како причина тоа за развој на коронарната болест не е, но кај пациент веќе кој што има коронарна болест може да доведе до влошување пошто се намалува доставката на кислород. Соодветно може да го забрза процесот на појава на симптомите, а иначе самата тоа како ризик фактор не. А што е со адреналинскиот начин на живот? Постојано сме во брзање, под стрес, организмот излачува адреналин, кортизол. Влие ли тоа на здравјето на срцето? Може ли да се добие исхемична болест или пак инфаркт како резултат на таков животен стил? Да, значи тоа е стресот, еден од ризик факторите за развој на атеросклеротската болест, но само по себе, доколку ги нема другите ризик фактори, не е водечкиот фактор кој што би довел до исхемична болест, но доколку ги има и другите ризик фактори, како имаме хиперлипидемија, хипертензија или диабет или пушач пациентот, стресот може да доведе до забрзување на болеста, на прогресијата на болеста, соодветно не дај Боже и до појава на катастрофалните последици, кои што не случајно голем дел од инфарктите се случуваат понеделник со вајле рано, после викендот пред започнување на работната недела. Значи тогаш почесто доаѓаат пациенти со вакви проблеми. Општо познато, да. Има ли, доктора, некој алармантно предупредување, некој сигнал кој што може да навести дека имаме ваква болест и дека предстои инфаркт? Значи, коронарната артериска болест во повеќето случаите има симптоми, дава симптоми, тоа се најважниот симптом е болка во градите, пациентите го опишуваат како стегање, како плоча во градите, како градите да им се стегнати во менгеме, при физички напор. Значи, кога ќе одат по нагорница, кога ќе качуваат скали, тие веќе почнуваат да добиваат таква болка и застануваат, пошто не може да продолжат додатно натака. Кога ќе застанат и одморат едно време, некаде околу 5 минути, после тоа може да продолжат додатно. Значи, тоа е типичниот симптом. Штом го има овој симптом, било кој пациент, се јави болка при физички напор во градите, некој пат таа болка е и во долната вилица или према левата рака, често може да се случи и да е во стомакот, нели? Болка штом се јави при физички напори, која што ќе помине кога ќе застанете, тоа задолжително налага да се побара кардиолог, да се направат соодветните испитувања, како што е редот и протоколот за тоа се прави, нормално ќе се распраша пациентот, ќе се прегледа, ќе се направи ЕКГ, ќе се направи ехокардиографија, сите овие испитувања во нашата клиничка болница Жан Митрев ги правиме редовно, секојдневно, чак сега имаме и некоја акција, попуст имаме на прегледите, за точно тоа ни е целта, превенција, за да не дојде до натака третман, и ќе изборуваме малку покасно на емисијата за третманот, кој што подобро би било доколку го превенираме. Тоа е целта на нашата болница, доколку да можеме да го спречиме, и пак ќе повторам заради таа цел ги намаливме и цените за да бидеме подостапни, за да може секој да изврши таков преглед. Значи, ако имате болка во градите, на напор физички, тоа е симптомот кој што мора да го исклучиме дека не се работи или се работи па да го третираме ако е срцето во прашање. Докторе, да ги поканиме и денеска гледачите во Тилма амбуланта. Почитувани, од овој момент емисијата ќе биде контактна. 3076-677 е телефонскиот број на кој што можете да добиете, да поставите прашање на темата која што зборуваме, а одговор ќе добиете од доктор Емер Идоски, специјалист интернит, субспецијалист, кардиолог во Жан Митрев клиник.
Докторе, дали е точно дека инфарктот, срцевиот удар, може да даде многу нетипични симптоми, како што е гадење, повраќање, мачнина, болка во стомакот и слично? Ако е тоа точно, тогаш како да знаеме дали се работи за кардиолошки проблем или за стомачен? Да, така е. Се согласувам со вас. Има нетипични симптоми, посебно инфарктот на долниот зид, кога е засегната десната коронарна артерија, дава такви симптоми кои што се во епигастриумот, ние што викаме, значи тоа е средниот дел на стомакот, и порано, кога не била толку совршена медицината како што е сега, многу тие пациенти завршувале во клиниките за гастроентерологија за третман на улкус на желудник, на дуоденум и така гастрити. Во суштина се работи за коронарна болест и за инфаркт. Сега медицината е доста напредната, имаме многу софистицирани начини на диагностика на оваа болест и ретко кога може да се сгреши. Нетипични се исто симптомите кај пациенти кои што имаат подолго време диабет, со оглед на диабетот и оштетувањето на нервните завршетоци. Болката не е типична може и да не е типична кај овие пациенти. Немал е процентот кога и случајно е откриено при коронарографија дека имаме оклузија, т.е. комплетно запушување на еден артериски сат, а по дефиниција миокардниот инфаркт точно тоа значи. Кога ќе се оклудира, кога ќе се запуши еден крвен сат, тоа е инфаркт. А пациентот не дава податок, кажува дека немал никогаш градна болка. Така да, некој пат, но типичната симптоматологија кај голем број од пациентите, кај големиот број од пациенти е точно силна градна болка која што не поминува, трае и повеќе од 20 минути, веќе тогаш е суспектно. Каде докторе сеува тука кај градната коска? Се шири ли потокот рацете? Знаеме левата рака дека обично боли. Точно е тоа? Према раката. Болката е типична, да, како што кажувате вие, пациентот покажува со целата рака. Кога еден пациент ќе ни покаже со прстче тука таму, најверојатно голема веројатност имаме да не е тоа баш коронарна болест, а тој кој што има болест на срцето, тоест кој што има запушување на крвните садови, покажува со цела дланка, стега, значи као притисок во градите го осека. Тоа се пациенти кои што не изгледаат баш многу добро, тоа се препотени пациенти кои што се исплашени од смртта, кои што не може да дишат, не може добро воздух да земат и се бледи. Клиничката слика е доста тешка во таа фаза и кое што налага веднаш да се помогне на тој пациент по било кој еден од трите начини кои што ги има за справување со исхемичната болест. Во секој случај треба веднаш да се реагира и тоа е поентата на сето тоа, колку што е можно побрзо таков пациент да стигне до центар, како што е нашиот, кај што може да се изврши се што е потребно на пациентот. Дали ќе треба испитување, дали ќе треба натака стентирање, дали ќе треба хируршка реваскуларизација, операција, било што веднаш може да му се пружи на пациентот. Не треба тој пациент да го губи времето во непотребни диагностики или не дај Боже некои други третмани. Треба веднаш да се отвори артеријата за да се спаси мускулот, пошто времето е мускул тука. Колку побрзо се отвори артеријата и се достави кислород, толку поголем дел од тој мускул ќе се сочува во живот. Така, во светот на бизнисот велат времето е пари, а во кардиологијата времето е срцев мускул. Велат има златен час. Првиот час од почетокот на болката е многу важен. Што после тој час? Значи во тој прв час треба да се интервенира за да бидат последиците најмалу? Да, за да бидат последиците најмалу, колку порано се интервенира, толку е подобро за мускулот на срцето, колку покасно веќе настанато исхемија, некроза веќе почнува да се развива и тогаш чак некогаш и не може во акутната фаза, ако е поминато времето од повеќе од 6 сати, да се интервенира, да примерно се оперира, затоа што е поризично во тие случаи. Во нашата институција се прават специјални подготовки на тој пациент за операција со пласирање на интраортални балон пумпи, со хемодинамска стабилизација, со непрекинато 24 часово мониторирање на тие пациенти, една вистинска интензивна нега за тој пациент за да се спреми адекватно за третман.
Така да ги само да реже ќе поберам да го објават телефонскиот број на телевизија Телма 3076 677, значи емисијата е контактна и гледачите ќе можат да се вклучуваат во програма. Докторе, доколку ке пациентот се јават вакви симптоми додека е дома, треба ли да земат некаква терапија, доколку пијат нитроглицерин, да земат ли апче или пак аспирин? Треба ли нешто да направат во тие моменти или треба веднаш да се упатат во болница? Треба да се повика веднаш брза помош и да се упати во болница. Ако има нитроглицерин, да, треба да се стави под јазик, но и тоа е, треба да се види каков е притисокот. Нитроглицеринот може дополнително, ако тоа е хипотензивен, дополнително да го спушти притисокот, така да се на своја рака од неедуциран персонал е ризично. Иако навиду може би изгледа дека тоа е лесно и елементарно, не е така, тоа се големи работи кои што може натака да направат сериозни проблеми по животот и по здравието на пациентот. Најбрзо да се извика најдобро да се извика брзо компетентно лице и да се спроведе до најблиската компетентна установа која што може да пружи секаква помош на тој пациент. Соодветна помош. Доктор, имаме гледач кој што очекува вклучување во програма, да му дадеме можност да го постави прашањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Да ви посакам убав ден, убава работа. Ви И благодарам. еден огромен поздрав до докторот. Во мои 73 години тоа е најдобриот доктор што постои и само него здравие да го служи за да не спасува нас. Голема благодарност. Убав ден да има и докторот. Ви благодарам за убавата мисла што ја упативте и кон докторот и кон нас. Докторе, секогаш се вклучуваат гледачи кои што изразуваат благодарност кога вие се ни гостувате. Очигледно дека е многу големо задоволство кога докторот она што го работи дава резултат. Кога некој Големата награда за еден доктор е точно тоа, да ти се задоволни пациентите, да се среќни, излечени, нема подобра награда од тоа. Така е. Докторе, кога пациент ќе дојде во болница со овие симптоми, најнапред какви испитувања е потребно да се направат? Кај нас во нашата болница, кога си закажат преглед, доаѓаат на одреден термин, тука е докторот, ќе го прифати пациентот, сестрата исто така, се разговара со тој пациент околу симптомите, околу што го натерало тој пациент да дојде, тоа што викаме ние тоа анамнезата, сите симптоми кои што ги имал, историјата на болеста, потоа се прави ЕКГ на пациентот, ќе се измери притисокот и соодветно се анализираат тие два параметри, се прави ехокардиографско исследување во кое што ќе се видат апсолутно сите структури на срцето, ќе се види контрактилноста на срцето, срцевите валвули, тоа е залистоците, каква состојба се, дали има некакви оштетувања, нема. И освен тоа, на истиот преглед ги правиме преглед на сите внатрешни органи, ехографски ги гледаме крвните садови кои што одат во мозокот и крвните садови кои што го снабдуваат нозете. Што значи тоа е еден преглед, буквално се што може да се види на ехо на срце, со посебен осврт се разбира на срцето, но се што може да се види на ехо на организмот, ние го гледаме затоа што сепак за нас човекот не е само едно срце, туку тоа е еден систем кој што е поврзан и кој што ние мора да имаме увид во се, откога ќе ги анализираме сето тоа, ги испишуваме наодот за пациентот со препорака што понатака да се прави, со препорака за исхрана, диета и соодветно за терапија на пациентот. И го чекаме до ако сме назначили дополнителни исследувања кои што не се неопходни за екзактна диагноза, чекаме пациентот со тие исследувања повторно да ни се врати и да го решиме. Дефинитивно нашата цел е секогаш да ја поставиме точната диагноза и пациентот да излезе со диагноза и со третман, тоест препорака за третман, доколку е прифатит може да го извршиме секако во нашата институција. Двајца гледачи очекуваат да постават прашање во емисија. Ајде да го слушнаме првиот од нив. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас ја поздравувам вашата емисија и би сакала да го прашам докторот. Јас сум на возраст од 63 години. Така. И имам проблеми, например, кога ќе се движам или кога ќе чучнам некогаш, кога ќе клекнам, ние што викаме. После тоа ми е многу тешко станувањето.
Дали е тоа можеби поврзано нешто со кардиолошки проблем или пак така се јавува? На што се Мислам должи? некоја гојазна особа, мислам околу 60-62 кила. Така. Добро ви благодарам за Само вклучувањето во прашање, емисија. само ако може да Дали го слушнавте прашањето или не го слушнавте? сакав дополнително нешто. Дали се уште имаме гледачката на линија за подпрашање докторот да постави или се исклучи? Дали сте се уште на линија? Докторе, мислам дека не е повеќе. Да, значи не разбрав само кога пешачи, кога се движи, дали е болката во нозете, дали се засилува или е замор. Јас секако ќе одговорам на двете работи. Ако се појавува болка во листовите при движење, при физички напор и кога ќе застанете поминува, значи немојте да мислите дека тоа е реуматска болка, не боли така реуматската болка, туку тоа се запушени крвни садови кои што ги хранат нозете и треба задолжително да се направи најмалку доплер за почеток на крвните садови, на артериите, тоа се нозете, а понатака да се направи компјутерско снимање и да се одреди понатамошниот третман. Тоа што разбрав гледачката наша се дека се жали кога чучне после потешко се станува. Да, можно е да има исхемија на крвните садови, затоа што во тој случај помалку се снабдува и мозокот и при станување тие некако се нестабилни или со вртоглавица, поради тоа не е лошо пациентката да посети нас, да не посети или било како кардиолог да посети, да се види дали е се во ред со крвните садови, а верувајте, тоа е толку лесно се установува дали е или не еден ехокардиографски преглед и преглед на крвните садови со доплер ќе реши многу работа. Значи, со ехосонографски преглед со доплер може да се добие одговор за што точно станува збор. Со еден едноставен преглед. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Еве слушаме. Во програма сте, повелете. Не морам. Ве слушаме, господине, поставете го прашањето. Сакам да го прашам докторот, имам 2 стента ставено. Така? И сега некој пат слушам нешто па се ме стегнаат раците. Двете. Добро. И сакам да го прашам што може да биде тоа. Така, значи имате 2 стента и сега чувствувате стегање во рацете, ако ве разбрав добро. Да, па имам нешто со раците, нешто кога спијам, такви работи кога одморам, на повишено спиење кога спијам и кога ќе станам и тогаш слушам болки, како укочен ми се раците. Така, добро, дали е тоа поврзано со стентот, за што се работи? Ви благодарам за вклучување, повелете, докторе. Да, не е типична симптоматологијата, што кажува нашиот гледач. Обично кажав, повторам пак, дека тоа се болки кои што се јавуваат при физички напор. Кога ќе почне да се јавува болката во мирување, тоа е веќе многу сериозна работа и тогаш веќе апсолутно треба да биде хоспитализиран пациентот. Он кажува дека има вкочане, тоа после спиење, кога ќе стане сабајле, не е типично. Но сепак заслужува да се провери, да секако кардиолошки преглед треба да се направи. И тука сакам да споменам дека они сите тие стентирани пациенти по протокол треба да примаат едни лекови кои што се антиагреганти, како што е клопидогрелот. Ние имаме можност тоа да го испитаме генетски. Значи, да испитаме дали лекот навистина делува. Кај 30% од луѓето не делува. И тука е опасноста, ако не делува овој лек, кај тие пациенти има ризик да се запуши стентот, затоа во нашата установа пред секое стентирање задолжително го тестираме лекот за да провериме дали навистина делува или не. Дали би имал ефект кај тој пациент. Так. Уште еден гледач очекува да постави прашање во денешната Телма амбуланта. Добар ден за него. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до вашата емисија. Благодарам. Многу голем поздрав и до докторот. Јас сум 58 годишен маж. Прележав COVID пред 1 година. И после еден месец по преживувањето имав проблеми со дишењето, немав доволно, не можев да дишам, нема воздух, немав. Отидов на доктор, ми кажа дека имам забрзано чукање. Така. И прерипување на срцето. И сакам на докторот да го прашам дали, мислам сега се смири малце, пошто одам пешачам наму.
и дали нешто да ми препорача со тоа прерипување на срцето или со... Така, што да направите со овој проблем? Како што се јавил во пост-ковид периодот, колку што ве разбрав, ви благодарам за прашањето. Докторе, повелете. Благодарам и јас за прашањето, го разбрав прашањето, се работи за пост-ковид синдром. За жал, ковид инфекцијата е многу сериозна болест, веќе сите го знаеме, но последиците после прележана ковид инфекција се навистина исто сериозни. Да, тахикардијата и тоа аритмија што секат срцебиење, екстрасистоли се чести се случуваат. Како се подобрува функцијата на белиот дроб, така намалуваат тие симптоми. Од почеток и до 6 месеци повеќе пациенти чувствуваат сериозен замор. Значи не може да се движат многу, не може да работаат ништо скоро, колку само да можат нивните функции најосновни да ги исполнуваат. Сериозна е болеста многу и треба сериозно да се свати како лечењето во акутната фаза, така и пост-ковид последиците треба да се третираат. Ние во нашата институција, и тоа е по протокол за ковид, кај сите пациенти после прележан ковид, освен што се прави пулмоангиографија за да се види какви се последиците на белиот дроб од ковид инфекцијата, дали има тромбоза во артериите на белиот дроб, исто протоколот е и за магнетна резонанса на срце, која што ќе ни покаже идеално дали има некакви оштетувања од ковидот, пошто е познато дека после 2 месеци од прележан ковид може веќе да има оштетување на миокардот, или тие последици кои што ги има пациентот си се од лошата белодробна функција. Така да не е лошо пациентот да стави еден холтер 24 часа, холтер ЕКГ, тоа ќе го мониторира работата на срцето и ќе видиме ние дали има такви наречени, не дај Боже, малигни аритмии кои што може да го загрозат пациентот или тоа се невини такви кои што само прават непријатно чувство. Во секој случај, убаво е да го види еден кардиолог искусен кој што се занимава со оваа проблематика и со пост-ковид компликациите и да ги направат соодветните испитувања. Често се среќава заморот, е често среќавано затоа што белиот дроб е сериозно оштетен и треба време да се опорави. Докторе, а овие пациенти со пост-ковид последици од овој тип смеат да бидат физички активни? Да шетаат често, да вежбаат? Не. Значи, треба да се активни, да, до замор. Штом почувствуваат замор, не треба да продолжуваат натака, никако. Значи, ако е замор, јас дори често им кажам на моите пациенти, дори да имате уште 5 метри до вратата до дома, застанете штом чувствувате замор. Нека помине, одморете се, ќе ги изодете тие 5 метри. Не брзајте, затоа што тоа значи само оштетување кога се работи за срцева слабост, оштетување на клетки на срцето или тука веќе за белодробието до оштетување на плуќата. Така, ова е еден многу корисен совет кој што треба да се знае. Тука ќе погледнеме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешната Телма амбуланта. Продолжува денешната Телма амбуланта. Доктор Енвер Идолски, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по кардиологија во Жан Митрев клиник, е нашиот денешен гостин. Докторе, двајца гледачи очекуваат да бидат вклучени, бидејќи ги почекаа рекламите, ќе им дадеме предност најнапред на нивните прашања. Добар ден за првиот гледач. Добар ден. Ало. Ве слушаме, повелете. Да? Добар ден. Во програма сте. Да, поздрав до вас, поздрав до доктор Енвер. Имам едно прашање. 33 години сум, секојдневно чувствувам срцебиење, како се вели, преритнување на срцето секојдневно. Значи, не знам, во минута може би по 5, 10, 15 пати. Дали е алармантна оваа ситуација и кои се следните чекори кои што треба да ги преземете? Да ги преземам, да. Така. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Пријатно. Повелете, докторе. Благодарам за прашањето, доколку е тоа вистина така, он ги чувствува, да, така е, верувам дека тоа е така, али 5 во минута тоа се многу. Третман на екстрасистоли и тоа поединечни, над 2000, сигурно ги има тој 2000, така да обавезно он треба да посети кардиолог.
да се направи еден холтер, да се види точната бројка, да се видат на тие прескокнувања и соодветно да се даде терапија, ако се такви само екстрасистоли, може и да е аритмија која што заслужува и треба посериозна терапија и соодветно не е само да лечиме ова сега екстрасистолите, туку треба да се насочиме подлабоко да ја најдеме причината, зошто дошло до нив и соодветно да ја лечиме причината. А за тоа треба да посети повторно кажувам кардиолог, кај што ќе се направи ехокардиографија, ќе се види срцето, ќе се видат сите структури, ќе се видат залесноците, ќе се видат кавитетите, шуприните на срцето, какви се и понатака ќе се даде препорака и третман на нашиот пациент. Ајде да слушнеме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Уште збори докторот? Јас ќе ве замолам да комуницирате со нас во слушалката, преку слушалката, не го слушајте телевизорот, намалете го тонот. Ве слуша докторот, повелете. Добар ден, поздрав до докторот. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот. Доктор Енвер, сакам ово да ја прашам. Ја вчера бев на рутински преглед кај вас во клиниката кај доктор Шпент. Значи, он ми направи ехотомографија, све уреду, све. Намарање е тонот сега, окей. Ве слушаме, продолжете. Окей, но јас имам, наједнаш ми се случи низок притисок, ода е низок пулс. Но не било тоа низок пулс, него не ги фаќал тие системи, се не може случај да се изјазвам, не знам. Иначе пулсот гледам дека ми бил 68. И он ми ја смени терапијата, пошто мене пресо ми беа препишано, што е погрешно, сега ми препиша амиокордин. И ми препорача да направиме, пошто ја имам прележано инфаркт и имам стент еден. И ми препорача да направим уште една коронографија за протамошно испитување. Така. Иначе рече дека срцето е нормално оштетено после секој инфаркт, али не е лош. Сега, јас прашам за амиокординот. Така, имате дилема околу терапијата, дали е прегледа и соодветна замена. И така дале, све комплет. Што ја понатаму, значи се движам, пешачам, јас се пријавив, значи имам пад на пулсот. Ја така мислев, уствари не било пад на пулсот, на ЕКГ-то си каже добар пулс. Така, добро. ЕКГ-то каже добар пулс. Сега, од време на време ми се јави едно благо печење. 2-3 пати ми се случи тоа печење и јас одев на кардиологија, хитно. Значи, ЕКГ-то покажуваше стабилна состојба, после ме пратија на гастроентерологија, кај што ми установија герб. Значи, како би рекол, напад. Така. Епигастричен напад, да. Така. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторе. Да, окей, нашиот пациент бил кај доктор Шпент, кој што е одличен доктор, и соодветно антиаритмикот од амиокордин, тој е еден од најдобрите антиаритмици кој што му е препорачан на пациентот заради екстрасистолите кои што се диагностицирани и заради симптомите кои што и сам сега кажа пациентот дека има некое печење во градите, а пациентот е со стент, да, заслужува коронарографија и моето мислење исто како на доктор Шпент. Зошто заслужува коронарографија? И на почеток кажав кога порано ги лечеле за хроничен гастрит, за улкус и така. Значи тука имаме докажана коронарна болест, тука има веќе стент ставено пациентот. Ние да исклучиме дека не се работи за коронарна болест, но после лесно е ќе се лечи гастритот, натака не е проблем. Докторе, често ли доаѓаат кај вас пациенти кои што имаат гастрични проблеми и да се жалат, да се исплашени дека имаат, да речеме, инфаркт? Може ли проблемот со желудникот да создаде симптоми слични на инфаркт? Да, кажавме, да, има такви пациенти, има такви симптоми, плюс тоа нашата кардиолошката терапија, која што е антиагрегантна терапија, познато е дека прави оштетување на желудникот, ако не се зема правилно, дури правилно да се зема, има ризик од оштетување на желудникот, така да ние сме тесно поврзани со гастроентеролозите. Не ретко ги бараме и нивните услуги, нели, за да се направи гастроскопија, да се види, посебно не дај Боже ако има некаква компликација од лековите, пошто тоа се доста потентни лекови, антиагреганти кои што повторно ќе кажам може да направат и укус на желудникот. Но сепак преценуваме која е поголемо користа за пациентот од колку штетата што може да се направи.
Дел од пациентите кои што ќе имаат инфаркт никогаш нема да влезат во сала, некои ќе добијат стент, други пак бајпас. Од што зависи какви интервенции ќе се направи? Да, при приемот на пациентот со инфаркт, тоа што треба да се направи и што треба да добие секој пациент е коронарографијата. Во нашата институција може веднаш да се изврши било кое време коронарографијата и веќе тука се прави проценка. Доколку има едносадовна коронарна болест, тоест има зачепување комплетно или значајно на еден крвен сад кој што е достапен за стентирање, кој што доколку се постави стент не би се оштетил друг крвен сад, а претходно задолжително кај нас е тоа протокол, пациентот ќе биде виден и на ехо. Зошто? Едно да се види контрактилноста, пукната снага на миокардот, на срцето, друго да се видат залистоците. Значи нема поента да ставаме стент на пациент кој што има тешка аортна стеноза, да речеме, или изразена митрална инсуфициенција како компликација на инфарктот. Значи во тој случај тој секако мора да се оперира. Зошто не би се направило и бајпас истовремено? Така да тука немаме оправданост да се освен ако не се работи за некаква ургентна ситуација која што е животоспасувачка. Тогаш да, апсолутно се става стент, па понатака ќе се решава хируршки. Мада тука веќе во нашата институција има можност и веднаш да се изврши хируршка интервенција. Доколку има пациентот, рековме, нели, некаква срцева мана на залистоците, дали тоа е стеноза или инсуфициенција која захтева хируршка интервенција и има коронарна болест, тоа е апсолутна индикација за хирургија. Втората, ако имаме запушување на главното стебло, кај што поставувањето на стентот е доста ризично, не дека не се става, и таму тоа е сепак ризично, треба да направиме проценка дали заслужува да го прифатиме тој ризик, кога веќе има хирургија која што е многу побезбедна. Третата опција за хирургија е кога имаме запушување на многу крвни садови, кој што е безсмислено да се стават 5, 7, 10 стентови, нели, тоа е нема логика. Во тој случај исто така е препорачлива хирургијата. Знаете, кога ќе кажете хирургија или стент, некако пациентот природно се одлучува за стент, си вика, нели, полесно е, подобро и така. Но ние сме во ова работа долги години и ги знаеме сите тие, сме ги виделе сите тие бенефити на хирургијата. Што значи тоа? Пак ќе кажам, не е пријатно кога ќе слушаш дека треба да ти го оперираат срцето, но ако знаеш колку е тоа запушено тоа срце, колку е проблематично, колку е ризично кога не е оперирано, едва ќе чекаш да се направи интервенцијата. Хирургијата, сега последно зборам за нашата институција, операциите од овој тип ги извршува академик доктор Жан Митрев. Има лежењето е околу 5 дена во болница. За тоа време пациентот ќе се оперира, ќе се извадат дренови, ќе стане, ќе почне да шета и ќе се пушти дома за 5-тиот ден. Значи тоа е едно трајно решение кое што понатака, нели, после 2 месеци он може комплетно да се врати на работа. 2 месеци ни се потребни не за срцето, 2 месеци ни се потребни за заздравување на градната коска. За да стигне до срцето мора стенотомија да направи. И заради тоа хирургијата не е нешто кое што веќе треба да се и ризикот од да се избегнува по секоја цена, бидејќи треба да се измери ризик и бенефит. Докторе, ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Благодарам и на вас. Се надевам дека ќе се видиме повторно. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Гледајте не секој работен ден во 12:45 на Телма. До гледање.